Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Македонија тивко, но сигурно се соочува со епидемија на обезност. Секој трет граѓанин има прекумерна тежина, а се повеќе деца веќе на 9 до 10 години се соочуваат со сериозни здравствени ризици. Ова не е само животен стил, туку и хронична болест поврзана со над 200 заболувања, додека системот се уште реагира бавно. Како да им се помогне на луѓето со прекумерна тежина? Еве, ова е тоа за што денес ќе дискутираме со вас, почитувани, со оглед на тоа што мора секако сите да се согласиме, здравјето е најголемо богатство. А токму од тие причини, еве, Црвена линија реши да ве вклучи во оваа денешна дискусија, бидејќи верувам дека вие како граѓани забележувате она што се повеќе од ден на ден станува реалност, односно статистика. И секако нешто што загрижува. Тоа ќе повторам дека секој трет граѓанин има прекумерна тежина и се повеќе деца е она што најмногу можеби загрижува, што на 9 до 10 години се соочуваат со сериозни здравствени ризици токму поради појавата на прекумерна тежина. Кога сме кај прашањата, ќе ве потсетам да бидете активни и на Инстаграм, со оглед на тоа што доколку не заследите на Инстаграм, ќе бидете меѓу оние кои што редовно учествуваат во анкетите на Црвена линија. Така и денес во текот на целиот ден на Инстаграм стори е објавена новата анкета. Црвена линија на Инстаграм ве прашува: обезноста е личен избор или системски проблем? Јас верувам ќе можеме да покажеме како изгледаме на Инстаграм стори. Уште еднаш ве потсетувам, заследете го нашиот профил, но и профилот, се извинувам, на Телма телевизија, каде што секако ќе можете да кликнете на Инстаграм стори и да одговорите на анкетата. Најверојатно не сме во можност вака да ја покажеме, но Инстаграм стори секако ќе ви ја отвори. Она што е важно за учество во Црвена линија секако е и правилото за вртење на нашиот број. За учество, значи, се врти добро познатиот број 02307 005 и она што е најважно, особено за вас кои што за прв пат ќе се вклучите денес во Црвена линија, а верувам ќе имаме и такви гледачи, внимавајте на тоа, веднаш регулирајте тонот да биде намален целосно на 0 на ТВ приемникот, бидејќи ако се остави тонот на телевизорот, воопшто нема да имате увид дека веќе ве очекуваме, дека сте вклучени во програма и неретко, ќе повторам, се случува да мислите дека некој друг зборува наместо вас. Од тие причини, за да не ги трошиме оние драги 90 секунди кои што се и предвидени за едно јавување, јас ве замолувам, значи, тоа секогаш да ви биде на ум, односно главен приоритет. 02307 005. Во меѓувреме, додека очекуваме и го очекуваме првото вклучување, да не забораваме секако да подсетиме и на тоа да бидете активни и на Facebook. Тоа значи дека треба да не побарате на нашата Facebook страница. Профилот е Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Објавена е темата, прашањето за денес е: обезноста е личен избор или системски проблем? И еве како го објаснувате од година во година токму таа појава, еве веќе можеме да го видиме Фејсбукот, како објаснувате еве и ваквата појава и оваквата статистика каде што навистина Македонија тивконо сигурно почнува веќе да се соочува со епидемија на обезност. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Па еве како објаснувате? Прекомерната тежина се јавува кај одредени личности, зависи од човекот. Некој пат човекот може да јаде повеќе отколку што му е потребно на организмот и при тоа се ствара сало и се ствара гојазност кај човекот. Исто така, некој пат човекот може да јаде од нервоза, изнервира се и нема дека да се обрне и право обрне се некај храната и консумира повеќе храна отколку кој што му е потребно на организмот. Обично, гојазноста се појавува кај оние луѓе кои консумираат
храна богата со јаглени хидрати и шекери. Не се појавува кој оние луѓе кои консумираат овошје, зеленчуци, значи гојазноста се појавува повеќе кај сиромашните луѓе, затоа што они не се во могуćност да си купуваат разни овошје и зеленчуци и фастоци и сите тие други производи. Еве, дали сметате дека низ годините и се намали физичката активност меѓу популацијата? Јас мислам дека исто така и физичката активност влијае врз прекомерната тежина. Човек кој е повеќе физички активен, тогаш повеќе троше калории и тежината не му се зголемува. Али секој не е во могуćност да прави физичка активност, да учествува во физичка активност. Човекот едноставно има некој болен што не е во могуćност да вежба или да оде или да трче. Така, благодарам многу за споделеното. Практично со вас и започнуваме и отвараме оваа црвена линија. Јас секако уште еднаш ќе ве потсетам и префрлам на Инстаграм, особено вас кои што можеби малку подоцна се вклучивте. Секако сте добре дојдени да бидете меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, значи профилот на Црвена линија, профилот на Телма телевизија и кликате на Инстаграм стори. Анкетата објавена во текот на денот е следна. Обезноста е личен избор или системски проблем? Како што гледате, две опции за одговор, зависно од тоа дали сметате дека е личен избор или системски проблем, ќе кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Се разбира, ги сумираме и пребројуваме резултатите во проценти, а ги објавуваме секогаш на крајот на Црвена линија. Се разбира во живо и објавени ќе останат во текот на дотрењето на оваа анкета и на Инстаграм стори. Добар ден! Верувам дека секој еден кој што ќе се вклучи, задолжително ќе го намали тонот на ТВ приемникот. Верувам дека од тие причини се исклучувате, бидејќи ако не го сторите тоа почитување, воопшто нема да имате увид дека веќе сте на линија. И ајде сега да преминеме и на Facebook, секако и тоа е нешто што треба да ве потсетам за оние кои што еве вака можеби сте загрижени дека ќе бидете исклучени или можеби нема да се слушнеме, нема да не добиете. Без грижа за активно учество во секоја една Црвена линија, доволно е да не заследите секако и на Facebook, профилите на Црвена линија, Телма телевизија, еве нашата објава, а прашањето е обезноста е личен избор или системски проблем. Но и ќе потсетиме дека кај нас во нашата земја полека од година во година статистиките загрежуваат, бидејќи Македонија сигурно нотивко се соочува и со епидемија на обезност, нешто што можеби во изминатиот век во 70-тите, 80-тите, 90-тите и не беше нели честа појава, но модерниот живот, современиот човек и на глобално ниво некако се повеќе зачестува ваквата појава и склоне кон гојазност. Ајде да ве слушнеме вас. Еве, што мислите, на што се должи ова? Добар ден. Добар ден, Пине. Поздрав до вас. Поздрав. Вака сега. Дали обезноста е последица според вас на модерниот живот? Како да им се помогне на луѓето со прекумерна тежина? Дали ме слуша гледачот? Слушам убаво, Пине. Да ве слушаме, ни треба одговорот. Да ве слушам. Добро, и кој е вашиот одговор? Вака сега, како да му се помогне на луѓето? Може да му се помогне, тоа зависи и до организмот. Секој до организм зависи како да дуе. Има некои дебели, не јадата дебели се, има по-слаби се, па не е тоа. Ано за оние дебелите сликата што ја покажите сега. Не ги гледаш кулу кафе ти умелте и още тиска. Треба пешачење требе. По 5-6 километар да пешачат, а не они се дале пред телефонот и пред телевизорот и ништо. Речемо да одиме да пешачме, ги мрзе да одат и само уедењето му е умот. Најмногу треба да се спортуе, ако сака да биде стап човек и витален. Инако, ако застанат само и само јаде пред телефонот и пред телевизорот,
и не пешачат, седат само на столот, ништо не бива. И овие младите кај нас, ништо само на телефонот, мајте, и ништо. Ти му зборуваш, он ништо не слуша. И ги мрзе да одат да пешачат. И се додека така прават, никогаш во Македонија се така че има и треба народот да се движи повеќе и у стари години и у млади. Толку од мене. Така, благодарам за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Останете секако и продолжете да го следите ова издание. А ние продолжуваме со вас. Еве како ви се чини, дали обезноста е всушност личен избор или системски проблем? Дали е всушност обезноста и последица на современиот модерен живот, кој што мора да признаеме безмалку е повеќе стресен? И како што рече и гледачката, еве дали може би повеќе е пристапот кон исхраната емотивен, односно дали може би се повеќе новите генерации, емотивните празнини или незадоволството, тоа го истакна гледачката, го надокнадуваат со храната, односно храната како лек во таков случај. Добар ден. Дали може да го намалиме тонот на телевизорот, ве молам? Да, кај мене намален. Да, добро, повелете, ве слушаме. Ама не е намален, го слушам тонот од другата страна, ве молам, ке имаме проблем да се слушнеме. Добро, извините, че грешив. Така, Баба Роска, вие ли сте? Да, јас сум Баба Роска. Така, ајде сега да ве слушаме и ве во однос на темата. Прво ќе честитам на дечкото вчерашно добио, тркалото. Како се викаше, Денили? Така, дечкото се викаше Трајче Деспотовски. Така, нека му со среќа, ама имам гелба и син ми да ојде таму. Ајде сега да се навратиме на темата, сега кod Црвена линија има тема. Темата е дали според вас обезноста е личен избор или системски проблем? Па види, прво ќе кажам и дека е личен, а после и системски. Значи треба да се гледа, да се пешаче, да не се леже многу, да не се јаде многу, да се внимава на храната. Не знам дали ме слушате, ја многу викам. Да, внимателно ве слушам. А зошто еве се повеќе и повеќе се конзумира храна? Па, затоа што повеќе на седење, не се движат, не одат ваму-таму да шетаат, да развиват. Се на компјутерите се му текните касне, ќе се му се досадете касне. И така утичат. Ама видите, че некој е клон на гоење, а некој па не е толку клон. Тие што се клон треба многу да пазат. Еве јас ќе ти кажам, јас не сум клон на гоење, ама од една парка дневно лек не јадам. Значи внимавате што конзумирате. Бананичка, што ќе ми текне, тој ќе си касам лек. Така, благодарам за вклучувањето. А ние ќе подсетиме дека и самата Црвена линија е нашата емисија. Веќе на 3 март објавивме тема и дискутиравме, се разбира, повторно на проблематиката врзана за навистина загрижувачкиот факт за појава на еден вид епидемија на обезност кај населението. Ке подсетиме Црвена линија, датумот беше 4 март и тоа не случајно, бидејќи тој датум е забележан и како светски ден на дебелината. Така да, еве, и тогаш на 4 март ве прашавме дали државата треба да има можеби и посилни политики за детската исхрана и физичката активност, бидејќи сите навики и се она што го имаме како суштина на возрастни години го стекнуваме во младоста, односно се учиме уште од деца. Па еве, каде ја гледате причината и за појавата на ваквата епидемија на обезност и оно што е најважно, дали можеби обезноста е всушност проблем на модерниот човек, односно на модерниот живот, последица на модерниот живот. Добар ден. Добар ден. Поздрав, ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Божи на телефона. Ке ве замола малку погласно, верувам не користите интерфон, спикерфон. Не сум предвидела, ама слабо ве слушам јас. Дали сега добро се слушаме?
Сега подобро, да. Подобро, да го вратиме, ве молам, тајмерот. Нема проблем, нема проблем. Повелете. Значи, вака, јас сум жив пример, имав пред некоја година 124 килограми. Ве слушаме, продолжете. Викам, има 124 килограми пред некоја година. И самија со исхрана намали 42 килограми за една година. Молам? Ве слушаме, си внимателно зборете. Да, 42 килограми, значи со собствена волја и со желба се ослабува природно, без ништо да земам да речам. Така сметате дека храната е клучна всушност кога станува збор за гојазност? Значи, до нас е проблемот, сека ако сака може да се остави на природен начин. Така, но еве како еве од прва рака што се вели, честитки за успехот, тој огромен успех. Како всушност еве и се доаѓа до ситуација да имаш преку 120 килограми? Дали храната... Да, бидејќи јадец. Така, дали гледавте дека тоа е повеќе психолошки фактор или можеби стресниот модерниот живот ве натера да гледате излез во храната? Така, психолошки фактор пред се мислам. Да. Ама со волја се може да биде. Така, благодарам што го споделивте ова и верувам дека вашиот успех ќе биде охрабрувачки за оние кои што не следат во моментот и сакаат да ја постигнат целта. Целта е секако да ја имаат посакуваната тежина. Но, почитувани, обезноста е всушност и причина, односно причина за многу останати здравствени проблеми, кои што неретко знаат да бидат фатални, да станат хронични, така да можеби најпогодена група, ќе повторам, се најмладите. А културата во однос на исхраната, во однос на физичката активност, односно во рамнотежата и балансот е одговорот на се стекнува од најмала возраст. Почнувајќи можеби од семејството, но еве дали сметате и дека е системски проблем со оглед на тоа што можеби државата треба повеќе да стави акцент на оваа проблематика и да биде составен дел во битката против обезност. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Прво да ви поздравам, темата е многу убава. Благодарам. Особено каде што видите дали државата треба да се стави акцент, нели? Нели, јас имам една убава и интересна споредба. Маце, мислам да ја дам, многу сте во право. Еве, земете пример, ние треба да учиме од пратениците, од поличарите, така? Добро. Тие кои доаѓаат на вас колку се слаби, после некои 6 месеци, што се случува? Ко двокрилни плакари се. Да само без навредливи зборови, ве замолам. А дали сметате дека еве работата на политичарите е многу стресна и храната е всушност замена за стрес? Зошто стресно? Сте постресна за нас. Например, вие сакате, например, да имате убав доручек, например, бифтек за 50 денари? Не. Сигурно не сакате, така? Тие го имаат това задоволство. Ние ти задоволство ги немаме. Додека ја и ти мислиме да однаш одено да јадеме пример. А тие сите задоволство ги имаат, а тој викам. Прим треба они да почнат диета и да ги намалат платите, разбирате? И така и ние да научиме послабо би јаделе, поактивни би били и не би биле такви елегантно потполнати. Еве како ја обезнувате и обезноста кај децата, особено 9 до 10 години? Тоа се случува нормално, тоа се е контрола на родителот, како родителот нели ќе воспостави ритм на детето во однос на храната. Така, благодарам за споделеното. Еве од гледачот можевме да слушнеме дека можеби и достапноста до исклучително богата трпеза, храна може да биде и како искушение за граѓаните и секако повеќе со окото да јадеме, нели, и да се зголемува апетитот од ден на ден. Но дали сметате еве дека е ова и системски проблем?
По возрастните генерации секако верувам дека ќе имаат одговор на ова. Дали сметате дека можеби и државата е таа која што системски треба да воспостави некаква динамика во која што ќе се избегне ваквата појава и ќе имаме тенденција кон здрава и витална младина. Секако обезноста да биде многу ретка појава. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме. Добар ден, Тина, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Јас сум од постарата генерација. Така. Иначе од Битола. Така. Битола на времето беше 60-тите години. Тоа беше град невидено убав. Чист, воздух, вода пенистерска. Па тоа беше нешто невидено. Храната немам зборои. Ова е пропуст на системот и модерниот живот. Прво тие одговори да ви ги кажам. Затоа што ние некогаш, ко растевме, ние постојано бевме на сонце, игравме. Сега децата се многу зафатени и постојано во школа. Те се на англиски, те се на вежбање, те се не знам ти на кошарка, не знам каде. И постојано јадат од она готовата храна. Таја е многу лоша. Нашите мајки секогаш готвеат манџи, чорби. Никогаш ние и немаше во градот ништо готово да се купи. Можеш да купиш некој мало чоколадче и за тоа немаше пари. Значи, ние бевме многу поштедени и се што ќе се купеше, било тоа да беше кашкавал, било да беше салама, тоа беше нешто невидена убајна. А сега, ти можеш да јадиш толку кашкавал да изедиш. Меѓутоа не е тој кашкавал, толку за шо е. Исто и месото, ништо не е добро. Сето тоа мене се чини дистрес, ни ова, ни она. Не работат, седат, јадат и така натаму. Ние работевме на времето и шетавме и шумни, да се дувавме дома. Сега се седи и се јади. Така, благодарам многу за одговорите. Ета, за она што го споделевте. Сега е време малку да ве префрлам на Facebook и исклучително ми е драго што навистина имаме огромна активност и во однос на коментари од страна на оние кои што не следат. Подсетувам, бидете меѓу нив. Профилот е Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија ги објавува темите за кои што зборуваме со вас. Ајве на денешнава тема ќе почнеме со она што го напиша Горан Чоков на прашањето обезноста е личен избор или системски проблем. Сметам дека обезноста логички е личен, односно индивидуален проблем, на кој повеќето гледаат со рамнодушност, а при тоа не сваќаат дека подоцна доаѓа проблемот. Забрзано дишење, побрзо физичко заморување, физичка неактивност, за поседување повеќе дома. А при тоа стомако угодие неизбежна и така наречена емотивна глад, која е поврзана со почесто вперен поглед во часовникот. Време е за јадење, иако реалната потреба не го бара тоа. И убав остаток од вторничкиот најверојатно ден, телевизија Телма. Благодарам господина Горан Чоков. Еве, слушнавте каков одговор даде и Горан, па еве дали сметате дека сето ова е можеби резултат на модерниот живот, стресот на кој што е изложен модерниот човек, односно се повеќе имаме емотивна глад. Добар ден. Ден, убав ден, ако сум на линија. На линија сте, повелете. Благодарам. Прво вака се, дека премногу имаме гојазни деца, премногу здебелени имаме, не можеме да го скриеме тоа. Меѓутоа, ова е резултат на брзото динамично живење, дома не јадење готова храна која припремиле родителите, идеме претежно на брза храна, гирови, мирови, сендвичи и не знам што, кој што значи содржа најнеквалитетно месо, оно што е шкарц, што не треба ни да се употребува, сето тоа го консумира нашата младина. Затоа тоа е така. Сега, за да се избегне тоа, потребно е да се направи голема едукација, со големи паноа, каде што ќе се види кои последици ги има ако не почитува да јаде здрава храна, да спортува, да има активност. И тогаш, самиот тој, еве ќе тргнам од себе, јас додека можев да одам, јас сега одам со патерици, кога не одам, кога одев нормално, јас,
ни стомак имав, ни задник, ни бутови, ни ништо. Сега не можам да додам повеќе од 200 метра, рачунајте дека јас веќе сум близко стотката и не знам, немам услови како. Суми со шеќер, значи срце оперисано, што немам уште све. Така да условите на животот го диктираат, значи гојазноста, ама за тоа треба свеста да ни проработи, да не јадеме тоа што не е за јаде, да не правиме тоа што не е за правење и да се посветиме повеќе на спорт, динамика и ќе има по-добри резултати. Благодарам многу за одговорите. Сега кога останете со нас и проследете го до крај ова издание на Црвена линија. Еве што напиша и Тихомир Спасовски. Вели, обезноста е проблем, а ќе биде уште поголем здравствен проблем. Седечкиот, дали може да го покажеме коментарот? Еве, Тихомир Спасовски вели, обезноста е проблем, а ќе биде уште поголем здравствен проблем. Седечкиот начин на работа од дома, компјутеризација, а сега и вештачката интелигенција придонесуваат за ваквата состојба. Проблемот е индивидуален и мислам дека од нашево здравство, какво што е, ќе нема никаква помош. Здравството во Македонија го допре дното. Благодарност до Тихомир Спасовски. Па еве да ве слушнеме вас. Дали сметате дека појавата на гојазноста е всушност последица на модерниот живот? Добар ден. Ало. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Па види вака ова зборов мако обезност. Од каде е увезен, не знам. Вака ќе ви објаснам. Значи, кога зборуваме за прекумерна тежина, тогаш тоа може да бидат и 20 килограми над тежината до 90, но верувајте, постојат и појава каде што луѓето имаат и преку 200 килограми. Тогаш станува збор за обезност. Тоа е терминот. Тоа е обезност, а другото е гојазност, да речеме, или дебелина. Так. Аха. Добро, значи ова е претерано више 200 кила, тоа е више зона сумрак, по моја вака, опасна зона. Значи, тука може да би спровоцира разни проблеми, нарочито кардиоваскуларни и сите тие работи. А нарочито ако е млад човек, јака му душа, како ќе успева да ги скине тие кила од него, да ќе биде како планина. А еве на што се должи оваа појава, да речеме, на гојазност, како епидемија? Лежерен живот, знаеш. На времето имаше една изрека порано, викаше тешки времења, вика квалитетни луѓе правеа. А лежерни времења прават неквалитетни луѓе, за жал. Тоа е реалноста, затоа што ја ги гледам, да речеме, по 20 на години помлади, 10 на 15 години. Еј, тато, дај ми чаша вода, еј, дедо, дај ми чаша вода или нешто друго да му подадеш. Престани, размрде се малку, бе. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам за вклучувањето и секако за одговорите кои што ги споделивте со гледачите. Уште еднаш ве потсетувам, почитувани, да бидете активни на Инстаграм анкетата. Еве, за оние кои што може би од половина и повеќе успеавте да се вклучите и да ја следите Црвена линија. Прашањето обезноста е личен избор или системски проблем? Па ајде да го поставиме ова прашање на следниот гледач или може би веќе гледачка. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве, дали ви се чини дека обезноста е личен избор или системски проблем? Според мене не е личен избор. Според мене е здравствена состојба. Јас сум 60-та година роден. До 2017 година, до 13 јануари 2017 година, јас бев 70 до 75 кила. 2017 година, 13 јануари, добив инфаркт. После инфарктот, јас почнав да се дебелеам. 2019 добив трет инфаркт. 2016 добив прв инфаркт. 2019 ќе трети инфаркт. И после 2019 јас од 70 кила дојдов до 103 кила. Јадам еднаш у 24 часа. Мене ми е една серенатка денеска доволна. Не ми треба повеќе. А како ја објаснувате и гојазноста кај децата од 9 до 10 години кои што веќе имаат здравствени проблеми како резултат на тоа? Зошто е тоа така?
тук се малку криви и родителите. Им дават секаква слобода, јадат брза храна и јадат благи работи. Така, благодарам за јавувањето. Се надевам дека ќе бидете во добро здравје. И останува секако почитувани еве како граѓани, што нешто забележувате, се повтори многу пати како одговор меѓу гледачите дека токму модерниот живот, односно современиот пристап во секојдневието и достапноста и употребата на брзата храна неретко според некој од вас е и главен фактор за појавата на гојазноста. Па и ве се сложувате ли со таквите одговори или можеби сметате дека гојазноста е само резултат на личен избор и не толку системски проблем, или можеби е токму системски проблем? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Намален е, нема... Да? Одлично. Дали сега добро се слушаме? Добро се слушаме. Повелете, ве слушаме и ние вас. Вака, дебелењето е само од тестенини. Дебелењето е од тестенини. Од конзумација на јагленохидрати. Ете така. Јас имав порано 80 кила. Сега имам 80 години, 59 кила имам. Ама една кришка лед, а чорба колку сакаш. И по 2 чини, салати. 2 пати на ден. После 5 сат нема јадење. И лепчето си го тргам, една кришка, не повеќе. Па еве на што се должи ваквата загрижувачка појава, поточна епидемија на обезност, особено меѓу децата на возраст од 9 до 10 години? Па повише јадат лед тестенини. Ја имам деца, внуци, викам, намалете го само лебот, не треба диети. Само лебот намалете го, а друго се јадите. Благо помалку, овошје, салати, само лебот да се намали. Еве колку... Некога ќе кажеш и тестенини, ама тоа ќе биде поретко. Така, па ви се чини ли дека тоа сето е резултат на личен избор или тука има удел и системот, односно е системски проблем? Личен избор. Така сакаш, така ќе си правиш. Личен избор. Ја и диабет имав више и супер си се осеќам. Благодарам за одговорите и за споделеното со гледачите на Црвена линија и сега го честитки за извојуваната битка со килограми, која што еве денес навистина резултатот по на што го велите е се чувствувате одлично, а и сте отстраниле и нели здравствени проблеми кои што мора да признаеме неретко секогаш се последица на обезност и прекомерната тежина. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден. Да ве слушнем. Сега, значи јас ќе кажам дека све е индивидуално. Секој организам е различит. Ги слушам сите, еве јас сум пензионер, идев на работата. Моите колички сите држаа диети со еден геврек. Јас, значи, толку јадев, сендвичи, на времето четврт леп јадевме и све, и сите ми вика како ти, колку јадеш, значи, меѓутоа не се поправа, што е индивидуално. Јас, например, сум бекарна група. Јас без леп и без благо не можам. Мене ми паѓа шеќерот. Меѓутоа, ако јадам нешто, да речам сувомеснато месо или ако јадам благо као торти, колачи, тогаш веќе осеќам. Значи, затоа кажам, секој организам е индивидуално. Мене уопште лебот не ме... Дали имаме гледачката на линија? Се слушаме ли? Се слушаме? Да, продолжете. Да, значи тоа пак ќе кажам, тоа е значи разлика, секој организам е приказка за себе. Меѓутоа пак се е до храната и до како вика до мозокот, како размислуваш. Ако мислиш дека сега треба да јадеш и ти се јаде, тоа е друго. Меѓутоа многу значи и движењето. Јас сум цел живот пешки, идам, не сакам да кажам, и на работа, идење, враќање, колку километри, нонстоп пешки. Значи мора и да се движиш, не може само да се откажеш од храна. И зашто
што викаат, не е важно што јадеш и колку јадеш, како го трошиш. Оној што работи земјоделец и физичка работа, не знам колку и да јаде, што и да јаде, нема да го потроши. Така, благодарам многу. Останете со црвена линија. Одиме на Facebook, еве што напиша Симон Марија Јакимовски. На прашањето обезноста е личен избор или системски проблем, таа напиша дека е комбинација од двете. Здравата исхрана стана далеку поскапа од брзата храна, побарува и време. Повеќето луѓе одат на работа и по цел ден, па кога би подготвиле храна. Од друга страна, може би комбинација на храна, издвојување време и повеќе внимание за себе. Баре малку ограничување на лакомост ќе доведе до некој баланс. Благодарам, Симон Марија Јакимовски. Добар ден! Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Благодарам, повелете, ве слушаме. Вака, дебелењето е може на нервна база, може конструкцијата е таква само за да јадат. Јас имав сестра, она беше дебела што не постоеше. И сите и викаше дека јас сум и керка на неја. А ја бев слаба. Сега напротив, и јас сум дебелена, ама тоа е на нервна база. Немам што да правам, од нервоза земам само јадам, а дали треба или не треба не е важно. Толку имам да кажам, ви благодарам за стопеното време и пријатно. Благодарам, многу покуси од предвидените 90 секунди, но сосема јасни. Еве уште еден коментар на Тони Петровиќ, кој што напиша: обезноста е резултат на повеќе причини, како модерниот начин на живот, преголемите психоемоционални стресови и слично. Теоретски решението е едноставно, значи намалување на калорискиот днес, а зголемување на калориската потрошувачка, со што ќе влеземе во калориски дефицит, што води до слабење. Наједноставен и ефикасен начин на слабење е познатиот метод плюс-минус 33. Значи треба внесот на храна да се намали за 33%, а физичката активност да се зголеми за 33%. Потребна е само дисциплина и силна волја, а резултатите ќе дојдат за брзо време. Благодарам, Тони. Време е за реклами. Да погледнеме какви се резултатите од денешната анкета на Инстаграм. Обезноста, прашавме, е личен избор или системски проблем? Со личен избор одговорија 54%, а со системски проблем 46%. Благодарност, почитувани што не следевте и сега го што бевте дел од ова денешно издание на Црвена линија. Се гледаме утре во нашиот стандарден термин. Ве потсетувам секогаш да се информирате на telma.com.mk и да останете на Телма, бидејќи следува директно со Младен Чадиковски. Од мене, довидување.